ВМРО ДПМН ќе победи на изборите на 8 мај и неверојатно ќе состави влада со коалицијата на Таравари, Меджити, Касами и Гаши. Ова е општиот впечаток на јавноста, откако беше објавена анкетата на ИПИС. Според неа, партијата на Мицкоски би имала од 52 до 54 пратеника, што е огромна предност пред партијата на Ковачевски, која би освоила од 26 до 30 места во собранието. До денот на изборите, бројот на пратеници на контото на ВМРО ДПМН, аналитичарите сметаат дека ќе се зголеми, а СДСМ на овие избори веројатно ќе го доживее најголемиот пораз во нивното постоење. Во однос на парламентарните избори, резултатите кои што беа објавени, кумулативните резултати кои што беа објавени на македонската телевизија покажуваат дека ВМРО ДПМН има многу солидна предност пред СДСМ. Дали оваа предност ќе остане или можеби ќе се зголеми, зависи од резултатот на првиот круг од претседателски избори. Така да за тоа ќе треба да почекаме да видиме. Божиновски смета дека и шаретот испратен од коалицијата вреди за постизборна коалиција со ВМРО ДПМН е нешто очекувано. Според него ВМРО ДПМН има коалициски капацитет и нема да има проблем да направи коалиција ниту со вреди, ниту со ДУИ, иако за нив префериран партнер е коалицијата вреди, со оглед на тоа дека двете партии, односно коалиции во моментов, опозицијски делуваат. Генерално коалиции се прават помеѓу партии кои што имаат слични идеолошки убедувања, но во Македонија е карактеристично тоа што генерално коалиција прави победничката партија со партијата на етничките албанци, која што од една страна им е идеолошки слична или била во опозиција или на власт во времето кога се одржуваат изборите, но со дополнителниот услов, а тоа е да се задоволи така нареченото Бадентерово мнозинство во однос на гласањето во парламент. Според бројките од последната анкета, ВМРО ДПМН заедно со партиите на Гаши, Таравари, Касами и Меджити би освоиле од 64 до 70 пратеника, а СДСМ и ДУИ, ако одат во постизборна коалиција, 43, односно 47 пратеника. Се уште се чека како ќе одиграат и помалите партии и каде тие би се позиционирале во новиот парламентарен состав, иако веќе се шпекулира дека најголем дел од нив преферираат тоа да биде ВМРО ДПМН.